Денешната пресконференција ја започнуваме со јасна и недвосмислена порака од целата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, од Собраниската комисија за еднакви можности, од Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, но и од сите жени кои го гренаа гласот против ова срамно однесување на еден навидум голем маж и функционер платен од парите на граѓаните, освен клубот на пратенички во Собранието, каде што актуелен председател е поранешна министерка од Социјалдемократскиот сојуз Јована Тренчевска, која го одби нашиот повик да даде јавна поддршка. Поради тоа, силно и со сета наша одлучност застануваме зад нашата колешка, сопруга и мајка Дафина Стојановска. Она што го видовме од страна на Слободан Трендафилов не е ништо помалку од директен атак, обид за замолчување и брутален притисок врз жената во политиката. Наместо да одговара за сопствените постапки, Трендафилов избра на кукавички начин да ја нападне жената која имаше храброст јавно да го изнесе неговото расипништво. Ова е класичен пример на мизогинија, каде маж на функција се обидува да дискредитира и деградира жена само затоа што ја обелоденила вистината. Ги повикуваме сите релевантни, домашни и меѓународни организации за заштита на правата на жените, невладиниот сектор, народниот правобранител и сите други надлежни институции веднаш да реагираат. Молкот пред вакви агресивни напади само му дава ветер во грб на секој следен функционер кој ќе помисли дека може да се пресметува со жените пратенички преку навреди и закани. Дафина Стојановска не е сама. Зад неа стоиме сите ние и нема да дозволиме овој обид за замолчување и закани да помине неказнето. Слободан Трендафилов е во тотална паника затоа што е фатен жив во злоупотреба на својата положба. Наместо да се соочи со одговорноста за тоа како и зашто ги потроши парите на работниците, тој избра да се крие за демотивни манипулации и ефтини политички драми. Почитувани, сакаме да расчистиме една работа. Никој не му ги напаѓа децата. Тоа е негова лична измислица за да избегне одговор на прашањето што бара службеното возило на ССМ на локации за негови приватни цели. На јавно достапните снимки, идентитетот на лицата е заштитен токму затоа што целта не се децата, туку расипништвото и двојните аршини на нивниот татко. Трендафилов е тој што ги злоупотреби сопствените деца како жив штит за да ги одбрани неговите привилегии и комфор, ставајќи ги во возило кое му припаѓа на македонскиот работник. Со вокабуларот на опозицијата, да, монструозно е да земаш плата од работниците за кои наводно се бориш, додека ти уживаш во луксузот на сметка на ССМ и македонските работници. Трендафилов е целосно нелегитимен председател. Неговото однесување е потврда дека тој е таму само за да си ја зачува фотелјата и функционерскиот комфор. Јавното обвинителство треба веднаш да отвори истрага по допрен глас. Времето на неказнивост за милениците на претходниот систем заврши. Секој денар на работникот мора да биде оправдан. Секоја злоупотреба мора да биде санкционирана, а тој мора да даде одговор на неколку прашања. Колку пати досега е злоупотребено службеното возило за приватни цели и прошетки? Колку литри гориво од членарините на работниците се потрошени за личните потреби на Трендафилов? Зашто се друго ја има злоупотребено својата положба, додека глуми скромност и голем заштитник на социјалната правда во Македонија? Господине Трендафилов, наместо да плачете по медиуми и да напаѓате жени, подгответе си ја оставката веднаш. Македонија веќе нема трпение за вакви ликови кои возат службени автомобили, а народот го лажат и повикуваат да оди пеш. На крајот, до присутните медиуми, би сакала да потенцирам дека денешната пресконференција е наменска, фокусирана исклучиво на овој скандал и затоа во овој момент нема да одговараме на прашања кои што се надвор од оваа тема. Ви благодарам.